Почитувани гледачи, се враќаме повторно со слика и коментара од спортскиот центар Јане Сандалски во Скопје. Во тек е завршната фаза на загревање на екипите на Гогборец и Работнички, кои што ќе настапат во второто полуфинале на одбојкарскиот куп на Македонија. Денес најпрви одигра одбојкарите на Штип Угода против Струмица, убедливо заштипјани 3:0 во сетови, со што актуелниот освојувач на купот ќе игра во своето трето финале во последните 3 сезони. Ги очекуваме сега и составите на двата тима кои што ќе настапат во второто полуфинале. Екипата на Гогборец од Велес, предводена од тренерот Петре Жабев, со Ставрев број 1, Ангел Жабев број 2, Басаровски 3, Николов 4, Лепидовски 5, Силаков 6, Иванковиќ 7, Николов 9, Димовски 10, бразилците Оливеира 11 и Бастос 13, Жарко Колев 14, Дарко Жабев, вториот од браќата Жабев 15 и Давид Николов со број 16. Тоа е составот на Гогборец, екипа која таму во 90-тите беше освојувач на купот 94-та година, а за Работнички практично екипа која што е ново формирана. Не е правен наследник на оној Работнички кој што беше своевремено најдобар и во првенството и во купот. Ова е составот: Јовановски 7, Бошков 10, Георгиевски 2, Джерков 8, Боланос 9, Ристовски 14, Поповски 5, Спасовски 13, Мио Драговиќ 11, Ангелевски 6, Златков 16. Тој е Лука, неговиот брат близнак Петар е со број 1. И ова се и судиите на надпреварот: Владко Ристовски прв судија и Никола Саздовски е втор судија на овој втор полуфинален надпревар. На почетокот се разбира и само да кажеме дека Филип Деспотовски, генералниот секретар на Одбојкарската федерација на Македонија, е во улога на делегат. Ова е поздравот на одбојкарите на двата тима. Во црвена комбинација се одбојкарите на градскиот одбојкарски клуб Борец од Велеса, во сина комбинација со жолто одбојкарите на Работнички. Дејан Стојанов, со кого го следевме и првото полуфинале во машка конкуренција, повторно покрај мене. Ќе очекуваме повторно да ги следиме овие надпревари, да ги прокоментираме од аспект на еден од нашите најпознати тренери во моментов како тренер на екипата на Газели, каде што почнавте еден нов проект во изминатата година. Практично неколку години, неколку генерации се таму на девојчиња. Вчера учествувате во полуфиналето, еве денес како најава за овој полуфинален надпревар во машка конкуренција: Гогборец како второпласиран во првенството, Работнички како четвртопласиран. И ако можеме да видиме, се враќа Лука Ристовски, кој беше еден период оневозможен да настапи поради повреда, и тоа сигурно ќе значи многу кај тимот на Работнички. Да. Изјавите во спортот генерално за одбојката. Да, тоа е една промена позитивна, тоа е хендикеп кој што последниот надпревар има екипата на Работнички, без организатор на играта, улога на техничар. Така да сега имаме и Лука Ристовски, што ни најавува со ова дека овде гледаме на многу по-неизвесен надпревар. Впрочем, и ако гледаме по пласман на табелата во овие две екипи, во првенството екипата на Велес зазема третото место, додека екипата на Работнички четвртото место. Најава на првите постави. Повторно некој проблем со броевите кои што ги имаме, често се случува во македонскиот спорт и посебно во одбојкарскиот. Ајде да видиме сега, ќе треба малку да ги дешифрираме играчите, особено зборувам, мора да провериме дали се играчите кои се пријавени оригинално на оној список кај Работнички и со броевите кои што ги имаат. Во секој случај го очекуваме почетокот на второто полуфинале. Победникот ќе оди во финале на Мегдан против тимот на
Штип Угода кој што рековме претходно се пласира во финале. На сервис техничарот екипата на Велес. Да, со број 7 тоа е Славко Ивковиќ, тој не е спорен. Одлична одбрана од пасивен блок. Напад од зона 2, дали имаше само допир на блокот? Не, судиите велат не и регистрираме првиот поен за екипата на Работнички од грешка на противникот. Ова со број 9 треба да е Густаво Боларос Вера. Оригинално беше ставен со број 8. Препознатливо. Да, него ќе го познаваме секако, тој е кубански интернационалец. Топката оди во аут, 1:1. Сега на сервис со број 10 Дејан Димковски, 34 годишен капитен на екипата на Голборец. Не многу сигурно, меѓутоа паметно одиграно на прво темпо. Почетниот притисок си го прави своето, повторно грешка, сервис грешка. Број 5 Филип Лепидовски, да. Веќе репрезентативниот среден блокер. Он веќе е многу посигурен, меѓутоа идеален прием, повторно напад од средина, упорен е младиот Лука. На сервис екипата на Работнички. Кон либерото. Меѓутоа добро излече оваа топка бразилскиот интернационалец. За 3:3. Филипе Оливейра и Алисон Бастос. Меѓутоа добра топка, првиот аспоен и првиот сигурен сервис. Да, Бастос со број 13, Оливейра има број 11, тоа се двајцата бразилци кои што главно му даваат тон заедно со Лепидовски како најквалитетни играчи во составот на Голборец, 4:3. И најзаслужни можеме да кажеме за годишниот пласман на екипата на Борец од Велес. Сервис грешка. 4:4. Мирен почеток може да констатираме. Повторно сервис кон либерото, меѓутоа коректен прием од страна на Жабев. Ете, тоа е дозволиво исто со играј со нога. Личен троен блок. Изгледа дека ќе биде уште самиот старт многу поизработен надпревар, да, во однос на оној што беше претходно, кој што мина во очекувана доминација на Штип Угода во полуфинале. Сега Филипе Оливейра, 22 За сега годишниот. внимателно се почнува, ќе видиме без неки големи тактички надмудрувања. Повторно со троен блок, меѓутоа добро се снајде Густаво и искусен, односно поен на Дејан Димовски. За Борец.
уште еден сервис за Оливира. Приеми, одлично Ливанова таму за кубанец од Густаво. Се откажа во последен момент на тројниот блок. Виде тоа Густаво го искористи со оваа диагонала за 5 поен. 5 спрема 6. Сервираше Јовановски. Одличен прием. Уште браво, добра заштита. Меѓутоа Саша не дозволува никакво изненадување на игра на мрежа. Искушен е Ивковиќ. Седу 5. Без услови за прв напад, за темпо, меѓутоа одличен зона 1 Новески. Да, сега ги потврдуваме. Играчите, да, Лука Ристовски ќе мали биде сервис. технички проблеми ги решаваме брзо. Да. Лука Ристовски е број извонен 15 млад потенцијал. Миодраг Новески. Повторно кон либерото. Одлично високо над блокот за блокаут. Не дозволува искусниот примач Дејан. Славко Ивковиќ, 33 годишниот техничар во тимот на борец на сервис. Добра игра во одбрана. Дали ќе успеат? Чинам тешко, меѓутоа успеа, браво. Тешко вратена И топка, од сега една има шанса за ситуација на контра. фрибол дојдоа хаос, блокаут. Ава ќе биде мотив на самиот почеток. Колку значи на таква тешко спасена топка, а потоа и да се освои поен. Апсолутно. Мотивирачки секако за екипата. Јовче Мановсков е тренерот на екипата на Работнички. Ајде, поранеше исклучително квалитетен играч и репрезентативец. Ова е сега блок за 10-6. Смирени, мотивирани, добар почеток. Тайм-аут. Посебно, но веројатно дека поентот е да се сопре оваа серија и да се представи со овие грешки. Така, бара се една врати тимот во ритм. смиреност со своите играчи. Нема многу публика, ако може да забележиме, Стојанов вчера беше многу поинтересно на женските надпревари од полуфиналите на купот. Кај машките не забележуваме беше дефинитивно дека повеќе. Може би првиот надпред затоа што имаше две скопски екипи. Одличен напад по паралела, мора да констатираме на Новески. Да, 26 годишниот коректор силно за 7 спрема 10. Густаво Болано Свера на сервис, ког сервис одличен. Одлично го скрати Едно овој главни сервис, положи, да, го сервис изгледа ас. искуствениот Дејан. Првиот ас и за екипата на Работнички. Еве дополнителна мотивација заедно со тренерот. Да, Јовче Мановсков, рековме, е исклучително квалитетен снаринерот. Позиција техничар, главно играше во екипата на Борец, меѓутоа беше и во македонската репрезентација во тие тогашни надпревари.
90-тите, 2000 и некоја година. А потоа и како тренер. Без грешка завршил напад. Сега блокал. Одлично таму Ангел. Виктор, односно да. Број 10. Ангел Бошков, да. Ангел Бошков. Ангел Бошков. 23 годишен играч на позиција примач и натаму продолжува клубанецот Густаво Беланос Вера. Има некаде до разбирање. Да, нешто реагираше тука тренерот Жабев. Мислам дека е тајм-аут. Тајм-аут дали не на време. Време за тајм-аут да слушаме. Ајде да го слушаме. Шеврска, че без врска ще падна вие два поеда. Или не понатам. Че дайте приема, че класичен, или не, че сме сотрина пас. Че мора да финишираме. Хайде, мочи! Преки со тајм-аут. Да прекинела мала мини, да не кажам, серија, меѓутоа од страна на Густаво. Повторно Вера е сега во мрежа. Успешен поен од страна на тренерот на Така е. Борец. Искусниот, секогаш се, кога е прашање Жабеви, асоцираат на одбојката Петре Жабев, неговите два сина се дел, двајца синови се дел од екипата на Гог Борец и сега лошо изведен сервис од страна на капитенот Димовски. 10:11. Оно што забележливо, ако споредиме со првиот надпревар, овие две екипи многу малце грешат. Да, Петар Поповски, број 5. Според оваа нова листа која добивме, генерација 2008. Одлично дијагонала, лошо поставено во одбрана на страна на Густаво. Тоа е забелешката моментално на тренерот. Одлично изведена дијагонала и 12-10. Филип Лепидовски на сервис. Долга, али кратка топка ја излече Ангел. Така, Ангел Бошков. Итро тука се снајде на мрежа, немаше можност да смачира, но имаше многу простор да го заобиколи блокот. 11-12. Сергеј Шерновски. Високо на блокот. Да, два добри поени за Оливеира. Сега Бастос на сервис. Сервис како Густаво. Без идеална втора топка. Мало недоразбирање. Високо на тройниот блок. (14-11). 3 поени предност, враќаат една солидна разлика во оваа фаза од сетот. Одлично прием од Бошков. (15-11), продолжува серијата, повторно сега имаат една солидна предност. Да, очекувано тајм-аут дека ќе се побара. Да, го да, прави сега. тренерот. Ќе го слушнеме Јован Чемановско, да.
знаеш што говориме, така? Значи се знае кој кај игра. Ти играш во 5, ти игра во 6. Што затворам? Така? Значи не може, ова е тоа. Ти си овдека, ти си овдека. Океј, не заборавајте. Може? Ајде. Опа! Само браво, момци, ајде браво. Подсетува за некои тактички поместување во играта, односно играчите што ги имат направено. Однор на сервис е Алисон Бастос. Од 1 дојде на 4 предност. Не беше ова баш координирано. Коректен прием. Меѓутоа завршицата да. Ангел Бошков. 22 годишен на позиција примач, еден од поискусните во суставот. Над твојниот блок и тоа во самиот агол од зоната 5, да. Добра топка, еве гледате тука и коректно. Да, добра топка, добра диагонала, длабока диагонала. Да, за да нема некаков приговор, го идевме капитенот и на работнички. Мартин Јовановски и сега повторно една експлозивна завршница на крајот на овој поен 16-12. Максимално ги користи своите напаѓачи во зона 4 од страна на техничарот Саша Ивковиќ. Впрочем, дури не мислам дека немаме ни еден напад од име темпо или закажана ама некоја. Скок сервисно во мрежа. 13-16. Еве и третата грешка за екипата на борец од Велес. Фелипе Оливеира го видовме. Регуваме последниот дел на првиот сет. Капитанот Јовановски, мирен сервис. И не задржливо од задната линија опасност. Еден, одлично се расположени двајцата интернационалци денеска. Мора да истакнеме тука дека и Саша има коректна дистрибуција. Добро поставени, затворени линиите на напад. Мислам дека борец полека овој прв сет го контролира, така да се скаже, но веќе во вториот дел од сетот успе да влезе голема контрола. Да, особено по резултат 11-10 дојде до добра серија. Без никакви осцилации се моментално. Еве првиот и несигурен прием. Играат без грешка, басирано прв напад од средина, меѓутоа успе да го заврши. Да, сомнително. Не, аут. Повторно својот поен 19-13, да. Ова е веќе доминација во оваа фаза од првиот сет. Басаровски останува на сервис, 32 годишен, еден од најискусните заедно со капитенот Ивковиќ кој има 33, Димовски, односно капитенот Димовски 34 и техничарот Ивковиќ 33. Повторно добар сервис, да, лош прием. 20-13. Игра на мрежа, сепак ја го регистрираме за блок на Лепидовски. Играчите на Велешкиот клуб. Басаровски продолжува на сервис. Повторно несигурен прием, само префрлена топка, напад од зона 4, успеа да излече некако Вера, сега бара топка. И блокаут кубанецот конечно поентира по подолго време. за противникот. На сервис Лука Ристовски, неговиот татко веќе подолго време во арапските земји и тоа е еден од најдобрите во тој свет и најтрофејните. Пред 7 часа гледаме честитки за Методија. Да, Методија Басаровски. Принова, син, дека му е честито.
Нека му честитаме. 21-14. Уште еден одличен сервис, многу лош прием во првиот сет имаат одбојкарите на Работнички, 22-14, а Борец нема пат, нема слабост во играта, освен оние 3-4 поени тоа. Константни се, Да. самиот почеток и затоа и резултатот е ваков како што е во водство 22-14. Многу дисциплинирани, внимателни. Да, проблеми со контрола на топката на либерото и сега конечно промена, но нели е предоцна во овој сет. Имаме уште 2 сета. Да, 22-15. Треба да се обиде да се разиграат. Сега да видиме кубанецот може би ќе се обиде да нападне, тоа сигурно ќе се обиде, но не треба еден, туку треба многу повеќе поени за да дојдат до Предходната ротација се задржа дури со 3 поени на негов сервис. Да. Ева, имаме топка од хаос, да кажам така, одбојкарски. Приемот беше Ангел на Филип Оливира, снагно под да. блокот, сигурен. Ангел Бошков. Мислам дека ова е негов четврти поен. Искусен е Ангел. Ангел исто има на година како интернационалец во Словенија, во екипата на Шостенто Почница. Беше 22-14, сега 22-16. Се уште висока предност за Борец. Густаво Валеро Вера, посигурен приемот. Ниска топка од зона 6. Но како функционира блокот на Борец. Овој пат не успеа. Да, да, Димовски активен блок, не успеа тука да Четврти блок. 2 са 4 блока. 3 грешки само во игра. Почетов, како што може само да посакат, поготово тренерот Петар Жавев. Добро, Ора, сервис, дозволени грешка. се грешки, да. 23-16, сега 17. 3 од сервиси, двете се на Дејан. Играчот со број 10. На самата линија, не многу сигурен сервис 18-23, добил нас за за... вториот ас. Да, Петар Поповски. Рековме 2008 генерација. Само 18 години има. Добро, видовме и 2010 генерација. Предходно во екипата на Струмица и сега поминува Бастос. Нема кој таму да му се спротистави, особено кога не е формиран блокот, а не е формиран блокот кога има сигурен прием и брза подигната топка до напаѓачот. 24-18, прва сет топка за Борец. Добро ги запазува Саша движењата на средниот блокер и затоа одлучува повеќе игра меѓу 4 и 2. Каде што после со еден напад, односно со еден блок, многу полесно се напаѓа. Оце ниска топка, али добро излече. Новески. Новески. 19-24, ова е како можност за стабилизација за продолжение на надпреварот, иако нормално теоретски се уште се отворено, но сега се соочуваат со уште една сет топка, овој пат на сервис е Новески. Одлично прием, еве го Тепо и Тоа е тоа. Басаровски сигурно. 25-19, да. Одлично, по средината Басаровски, рековме славеникот денес. И 25-19, 1-0 за 24 минути игра за екипата на Борец против Работнички во вториот полуфинале од одбојкарскиот куп. Одиме со малку статистика па реклама. Значи првиот сет ни носи 2 аса за екипата на Борец. Имаме 4 блока, 17 напада и 4 поени од имена грешка на противникот, додека екипата на Работнички има исто идентичен број на асови, 2 аса, 1 блок, 11 напада, односно 4 поени од грешка на противникот. Да правиме разлика, дефинитивно, значи, екипата на Борец поуспешна во нападот, дали на сайд-аут, дали на брейк топки, и тука заслужено водат со 1:0.
Борец. Во првото соочување годинава, потоа Борец два пати подобар. Во последните две соочувања со по 3:0 сите тие надпревари. Ќе видиме како ќе биде денес во полуфиналето од купот, но Борец го добива убедливо првиот сет со 25-19. Видовме како покомпактно делува, доста грешки кај одбекарите на екипата на Работнички, а се е подготвена сега за почеток на вториот сет, каде што прв ќе сервира Густаво Боланос Вера од составот на Работнички. Не успе таму и Куч на втора. Добро тоа. Бошков, ама задржан овој напад од зона 6 пайп, меѓутоа во аут. Вака започна и првиот сет со грешка и водството 1:0. Уште еднаш ударец од Густаво Боланов Вера. Уште еднаш одличен сервис, само уште подобар прием. Прв напад од темпо. Не успеа да исконтролираат, иако либерот од Джерков успеа да скроти некако таа топка, но во продолжение не се организира во поле. 1-1. Добра акција сега, да, од зона 4. 2-1. Бошков имаше 4 поени во првиот сет, 5 вкупно. Това беше неконтролирано од Бастос. Еден од главните нападњачи во екипата на Борец, 3:1 доби. Нека бараше нешто од блокот, меѓутоа некако ги расширија рацете и така да таа топка заврши во аут. Уште нешто сервис. Оце посигурни се на сервис, ниска топка, меѓутоа Сега Бастос да. Сервираше предходно попуски, а сега на другата страна еден од најискусните во тимот на Борец, капитенот Димовски. сега посигурен на сервис Димовски. Ево шанса за израмнување. И успешно го права тоа преку Фелипе Оливеира. Повторно до на зона 4, фатално Зона некако за 4, голема доверба, противник. али пак е повторено. Ивковиќ е доста искусен, го прати движењето на средниот блокер од противничката страна. Повторно Висока контра. топка, без грешка префрлена. Бошков задржан. Одличен двоен блок. Одличен двоен блок. Мислам дека Лепидовски таму активен блок. Овој поен за него 4:3. Да, заедно со Бастос беше, можеби и бразилецот, да. Ајде, не го пишуваме овој поен. Но Лепидовски добро загради исто така во овој двоен блок. Ево сега овој ќе биде во аут, 4:4. Но имаше два добри сервиса Димовски предходно. Прва грешка на Димовски на сервис за овој сет или вкупно 3. Статистички гледано двата сета. Милдраг Новески. Сега тој спасува победот на Оливеира. Бастос, двајцата бразилци на двете странични зони. Сега одбилува Бастос од втората за 5:4. Незадржливи се моментално 20 интернационалци и во зона 2 и во зона 4.
сервира Лепидовски. 5-4. Прием со прсти на Вера, сега по средината Дори Јовановски тројца на успе. блок, не е успен. Бастос. Малку фудбал. Некако ја задржа, продолжува играта. Уште една спасена топка и не успеа Ристевски. Се обиде сам леворукиот Ристевски, ама не прочита. Он може да го регистрираме како блок, па и блок беше Да, прочен. Оливера. 6-4. Со помош на мрежата. Помош на мрежата. Убаво издача Новески тука. Бастос ќе Иска префрли. топка, меѓутоа И во поедно зона 4 таму Бошков. Па до сега некако најсигурен играч во редовите на Работнички. па и не е расположен. Да. Сега на сервис токман Бошков. На 23 години. Одличен прием. Скратена топка. Оливера, да, не задржлив Оливера. Почеток на сетот, меѓутоа повторно се гледа оваа сигурна игра на екипата на Борец. Бастос на сервис. Расположени бразилците, погледнете. Одлично го пада Вела. Успеа Вера, да. Повторно Бастос сега со смеч и поентира 8-5. Морам да признам дека тактички добро се поставени екипата на Борец. Сите овие линии, поготово на кубанскиот Густаво, се добро покриени. Повторно Бастос. Повторно Повторно се на за Вера. него. Оу, сега Недоразбирање. надмудрување мало. 6-8. Повторно кон либерото, а либерото е се посигурно и посигурно. Како и коректорот на Борец. 9-6. Да, Бастос со задната линија повторно поентира. За 3 разлика. Оливера на сервис. Тешка топка за Вера, само префрло по средината, не успеа да мине таму Басаровски. Јанки одигра предпазливо. Новески од задната линија вал. 10-6. Грешка во напад. Уште еднаш на сервис Оливера. Прием со прсти, напад по средина, таму па како предбалку со лева, таму само префрла Вера, Пайп. И успева Оливера, 11-6. Тешко ќе му биде на составот на Работнички, затоа што се разигруваат се повеќе од играчите Се на сложува. Борец. И секогаш се на право место, значи мора да пофала добро тактичка поставеност од страна на тренерот. Да, не му престанува многу опции на Марансков да ги повика своите играчи на тајм-аут. Ние ги сврнеме средниот напаѓач, меѓутоа не можеме на крајите да ги споиме. Цело време пуца измеѓу. Значи, или пробајте да споите, оставете споставува, што да ви кажам. Или вие влезете измеѓу двата блока. Океј. Цело време
сме и со чеката на блок затоа што неко блокот бил. Значи тек кој ќе удри тогаш што ќе треба. Пасивен блок ако треба. Може, ајде, дај. Ајде. Себара тактика, стратегија како во овој надпред против расположениот противник. Уште еднаш Оливера смени позицијата за сервисно и натаму доминација. Повторно Новецки во обид да пронајде простор во аут. 12-6 и ова делува доста убедливо и во вториот сет за екипата на Борец за сега барем. Па и психолошки, и тактички, сигурни во напад, сигурни во одбрана. А противникот прави доста грешки, 13-6. Не оди па не оди. Имате подршка од публиката, им се буди Да, мало бројна, меѓутоа сепак е тука белешка на публика. Вера конечно добива можност тука да распали во противничкото поле, но ќе видиме што ќе значи оваа диагонала по 13-7, сега 13-8. Ова пети поен за кубанецот. Некако успеа да излече оваа лоша топка Саша. Уште еднаш изворено додавање од Лука Ристовски за Вера и повторно диагонала од зоната 4. 2 поена поред. 8-13. Уште еднаш сервира Лука Ристовски. Неговиот татко своевремено по екипата и најдобар одбојкар на Македонија, репрезентативец, интернационалец. И успешен како Беше и тренер. селектор на македонската репрезентација кратко, а многу успешен како тренер, па и селектор таму во арапските земји во изминатите неколку години, каде што и неодамно освои уште еден од трофеите во неговата богата ризница. Вера, 3 пати поред од зона 4. Мислам дека е време за тајмаут за Жабев, Да. затоа што падна некако екипата на Борец, а се разигрува полека работнички. 13-9 водат Велешани во моментов. Меѓутоа не бара тајмаут. Сигурен е во оваа линија Лука Ристовски уште еднаш на напад. Бастос, да. 14-9. Имаат 5 предност. На сервис Методија Масаровски. Кон Либератов за коректен прием. Вера, добра топка и блокаут. Сега со двоен блок, меѓутоа не успеа да го задржат. 10-14. 20 бразилци кај Борец, 1 куманец кај Работнички, кој што сега ќе биде на сервис, а има и изворен скок сервис, ќе видиме дали ќе биде и прецизен. Сепак успеа така Али да уште скроти да... подобар и прием. Прием, И ето кој што го да, носи поен. Саша. Носи поени тоа од техничар. Ивковиќ на сервис. Мало недоразбирање, меѓутоа со среќа добро помина. Бастос повисоко од велиот блок 16-10. Ево зашто не бараше тајмаут искусниот Петре Жабев. Искусен од аспектот тоа што и семено, а и цел живот е во одбојката. И како индивидуа. Малце кратка топка се виде дури од тука. 17-10. Некако спласна отпорот. Дојдоа до 13-9 и сега повторно Јован Чемановски бара тајмаут. Велешанецот во стручниот штаб на Работнички. Според ме и за оваа ситуација, што ќе дојде да победа, не треба нервоза, не треба паника. Може
можеме да играме, само треба да дојдат наши. Значи не треба да се немој да набивате, само со памет треба, не со сила. Океј, пак они преку блоква свират да дојдат. Дај ние, значи смирен. Немам повеќе тајмаут. Мораме полека да се вратиме, мораме одбрана да патиме. Без одбрана, без блок не можеме да играме. Ајде, дај. Така е, студиозно, педагошки што се вели, но треба да се спроведе на терен, сепак е ова млада екипа и како екипа, како клуб воопшто, мора да се напомене и јасно е дека немаат искуство во вакви надпревари, но сака да издаде максимум и тоа е нормално. Да се обиде да продолжи поквалитетно, но многу грешки. Ево уште една во случајов на Бошков, смечов аут 18 спрема 10. Затоа од другата страна имаме веќе мотивирана екипа, подготвена екипа тактички, без грешки. Еве овој сет имаат само 3 сета во овој момент. Смирени се. И сега жолт картон, веројатно некој приговор таму. А и ова е дел таа тактика. Ивковиќ. Одличен прием со прсти. Бошков, уште еднаш, одличен воен блок. Меѓутоа Филип Лепидовски не дозволува за трет блок. Односно 19 поен. 19-10, ова е уште поубедливо од првиот сет. Ивковиќ уште еднаш. Прием на Дарко Жабев. Бастос 1-1. Немаше престап, да се коригира. Да. Првиот судија Владко Ристовски. Раката не се досудува како престап, само стопалото, тоа цело стопало ќе премине преку линија. Да, 20-10, двојно повеќе поени освоја одбојкарите на Борец. Не му е лесно на Маравсков. Вера сега од шестата зона или оној така наречен пайп за 11 блок. поен, да. Меѓутоа успешно се снајде. На сервис сега Петар Поповски. Одличен прием на Жабев, али уште по паметна да кажам завршница на Дејан Димовски. Посигран сега на сервис. И Новески конечно го искали бесот во овој смеч. Претходно 2-3 тешки топки имаше, главно смечираше силно во аут, а сега таа на завршницата на 9-тиот метар погледнете во зоната 6. 12-21. Премногу му оставија паралелата, добро тоа го искористи. Сега на сервис. Бастос одлично таму изблокиран од Ангел Бошков. Прв блок за работнички во овој сет, во вториот сет. Како таму добро затвори на паралела, помогна и Мартин Јовановски. 13-21. Повторно Новески во мрежа. Во најлош момент. Разочарувачки делуваат тие грешки, да, не изнудене што ги зборуваме во одбојката. Или тие лесни поени. Да, лесни поени, да. Филип Лепидовски. Со 23 години во Македонија сте многу искусен одбојкар. Одличен фрибол, напад од средина. Коректен напад за прво темпо на Басаровски. Да. За 23-ти поен. Интересно, овој сет немаме ниту еден ас.
Јасно има силни сервиси кои го пореметуваат противничкиот прием, па и организација на игра. И да видиме, Јовановски сега не успеа да мине. Оливеира. Можност. Играат и без грешка. Бошков блокаут. Тој е некако посигурен од другите своји соиграчи. 14-23. И сега ќе сервира Ангел Бошков. 23 годишен. Оливеира спасува Бошков. Некој организира напад. Меѓутоа Бора за Бастос. топка по зона 2. Одличен коректорот. 24-14. Не успе Оливеира, спаси Бошков и сега имаат сет топка за 2-0. 24-14 во вториот сет, огромна предност. На сервис Алисон Бастос. Бошков, тешка позиција, верен сам. Да. Гледате, речи си до врвот на салата. Али Интелигентно и Саше 25-14. навистина интелигентен потек. 2-0 за екипата на Борец во овој надпревар против составот на Работнички. Нема што доминација во вториот сет. Да видиме како ќе биде статистиката. Ајде низ призма на 3 блока, 15 успешни напади, 7 поени од грешка на противникот. Тоа е значи во контото на екипата на Борец од Велес, додека за екипата на Работнички само 1 блок, 10 успешни напади и само 3 грешки во игра од страна на екипата на Борец. Само покажува колку се расположени, колку се сигурни и во овој вториот сет. А за третиот оставаме да видиме дали ќе има некакви промени. Да, одиме со најинтересните моменти во вториот, мала пауза, се враќаме на почетокот на третиот сет. Во првиот сет за екипата на Гог Борец против Работнички и уште поубедливо 25-14 во вториот, водство 2-0 за Велешани и го очекуваме почетокот на третиот сет. Само да подсетиме дека во четвртфиналната фаза Борец славеше над Сушево со 3-0 со ист резултат во сетови. Работнички подобар од тимот на Универзитет во Тетово, со што Работнички се најде меѓу 4 најдобри. Ова е една од најмладите екипи во македонското првенство и
некако можеби преимпресионирано делува во првите два сета. Ќе видиме Борец делува како да се далеку поискусни во изминатите две. Искрено не сум многу изненадан. Ајде уште еден блок со добар почеток. Изненадан од играта на екипата на Борец. Изненадан сум дефинитивно може да кажам за сега за слабиот учинок во овие два сета екипата на Работнички, попомогнати сега од младиот Ристовски до оваа улога. Јутоа да видиме, може сега третиот сет ќе дојде со некакви други промени. Да, не им останало ништо друго, освен да одиграат најдобро што можат и мислам дека Бошков е најсигурната варијанта, одлично подигната топка над глава за 1:1. Ќе мора и Кубанецот многу поквалитетно, но и сите други кои што се во составот на Работнички. Тешка топка, неуспешно. Морам да го пофалам и младиот либеро Жабев, кој што во овие искусни играчи добро се снаоѓа и добро помага да го принос за играта на екипата. Доста оптеретен и на прием. Меѓутоа одлично одговара. Ова е во аут од Новески 3:1. Повторно тие неизнудени грешки кои може да бидат и тоа како значаен фактор ако не е решавачки. Да, кратка топка беше ова, можеше малце подруго решение да побара. Дури тројца на блок. Сега подобра топка за Вера, но Задржан сепак во вториот обид. задржан и Оливира и кој добро мрежа веројатно. Да, Лепидовски изгледа. Да, тој беше посушен. Дека направил престап. Да. Судиеве денеска ги немаше, не ги беа забележани. Да, Да, во овој да, момент. да. Апсолутно во полето на противникот. 2:3. Не успеа смешно Оливира, да видиме Вера, двоен блок. Имаше блок. Да, имаше и блок. Имаше блок, го забележа тоа и Ристовски. 3:3. Треба малку послободно. Едноставно не треба играње во грч, но не е лесно да се зборува, треба да се одработи. Особено кога за прв пат се во ваква ситуација. Одличен прием. Басто се речиси незадржлив. Овој трет сет добро читаат средните блокери на Работнички. Еве до сега поставени со два блока. Меѓутоа сепак незадржливи се бразилските националци. Поготоа коректорот. 4:3 Лепидовски на сервис. Приема коректорот на Джерков и ево Густаво Ваносвера. Мислам дека ова 10 негов поен. 4:4. Успеа да го избегне двојниот блок и не задржливо таму. Новески. Сега на сервис. Одличен прием. Да, на прием Жабев. И успеа да мине таму Басаровски. Менува Саше, малце активира и средината. Депа сепак има на постои тука. 5:4. За сега тргнува неизвестно, да видиме до кога. Бастос. Добри, опасни сервери кај Борец видовме во претходните два сета. Одеше на прием на Вера. Па е подличен Бошков. Одличен на троен блок. 5:5. Стави ова негов 9 поен од напад. Сега Вера на сервис. Густаво Боланес
топка да ја задржат. И ево го сега, мислам дека е, да видиме, велат во аутсидиите, многу близко беше до линијата, да протестираат нешто. Ево и Вера сам, ајде да видиме ако се гледа воопшто. Близко. Ова е, ајде, не е за Не би можел коментирање. да кажам. Нема видео реплей или вар како во некои спортови, како и во самата одбојка. Добро, тоа е само што недостасува, речиси се друго е на врвно ниво во ова организација на Одбојкарската федерација на Македонија. Одлично пасовен блок. Бошков, одличен двоен блок и повторно Ивковиќ помогна заедно со Лепидовски. 7-5. Ево Ивковиќ. Како да е среден блокер, а не техничар во тимот. Бошков, уште еднаш Ивковиќ. Али сега посигурен. Да. Бошков 10 поени. 6-7. Мора да се држат резултатски тука, да не дозволат исчекор на противникот. Во спротивно ќе биде тешко да се вратат. Ево го Мартин Јовановски. Едно од најискусните во составот. Задржа сега коректорот. Бошков. Одлично таму со тело Жабев. Да. Ево и трета можност за Бошков. И успеа сега Одлично да ги направил. избави таму, да. 11 поен. И мислам дека сега Работнички делува многу по-добро во играта. 7-7. Да видиме како борец сега ќе врати. Повторно сервис Јовановски. Прием со прсти, па изворено уловен таму Димовски. 8-7 води тимот на Работнички. Продолжа со своите сервиси капитанот Јовановски. И повторно со иста определба, да видиме сега Басто со задната линија. Незадржливо, коректорски. 13 поени, 8-8. Методија Басаровски на сервис. Прием со прсти Вера. Од втора се обиде Ристовски. Ќе има шанса да поправен. Сега со смеч го посака врвот на мрежата. 9-8 води екипата на Работнички. Да видиме што е сега. Веројатно Погрешна постава по ротацијата, да. ротација, да го забележа вториот судија тоа. 10-8 води Работнички. Не беше борец во оваква ситуација, не е некој големо водство, но озарени лицата на одбојкарите на Работнички на мрежа по овој поен. Можеби подоцна влегуваат некако и е уште еден. Мала среќа, сега. меѓутоа буди некоја неизвестност. Да. Лука Ристовски ги освои два од последните 3 поена. Претходно со смеч, со врвот на мрежата, сега сервис со врвот на мрежата. 11-8. Да, време е за Петре Жабев да го слушнеме овој тајмаут. Концентрација е 6-7, наше не внимание. Ајде иначе да се освестиме. Ни паѓаат без врска, иначе две-три топки. И вамо и таму. Значи не внимава. Не дека они ги зема поете, ние ги даваме. 4 поена први. Ајде, Овде многу е важно и да ги разовирајте играчите, зашто противникот со своји поени, како рече сега Петре Жабев, не дека освојуваат поени, туку ние им ги даваме. Им ги даваме, да. Да, ма како да е во право е, разлика од 6-7. Во првиот дел на третиот сет дава предност. И ево
Еве сега прават промена. Добар Димовски од онаа зона 4, 9 спрема 11. Од натаму ќе сервира Ивковиќ. Спрема 11, еве водува со плот онај тајм-аут, повторно во случајов неизнудена грешка. И уште еднаш сега сервисас 11-11. Се обидува да ги смири своите играчи Јован Шамановсков, како да се, ајде, може би не уплашија, него изненадија повеќе од она нивно водство. Од самото своје водство. Среќата дел од спортот. Сега 12-11, претходно беше на страната на работнички, сега во овие моменти посреќни во овакви ситуации борец. И сега сервис грешка. Реагира тренерот Жабе 12-12, но не може вечно да трае серијата. Ова ќе биде секако најизрамнетиот сет. Како ќе заврши, тоа е веќе оно што очекуваме да го видиме. Ангел Бошков на сервис. Напад по средината, Лепидовски тешко се враќа оваа топка и се обиде пожртвува на Лука Ристовски. Своевремено неговиот татко играше и на позиција не само примач, туку и либеро во репрезентацијата. Кога беше дефицитарна таа позиција. Лука е на друга позиција. Сервираше Димовски. 13-12, сега израмнување. Не е уморен Густаво Боланов Вера, но треба да биде вработуван соодветно, како во случајов, например. Ево го, доста далеко од мрежа, тогаш не му помага ни двојниот блок на противникот, 13-13. Бастос успеа да го задржи овој напад. Само префрли Бошков. Сега Оливира. Незадржливо. Од страничните позиции, бразилците обично... Коректно, во готов напад, зона 4. Имаме неизвестност. Одлично сега за кубанецот, но спасен. Ајде да видиме сега. Втора топка. Торпа, тешко, да. Знае добро сам да се мотивира. Ево, го забележуваме. Да, сам се мотивира, ги мотивира и гледачите. Ги мотивира и соиграчите и од клупата и во игра. Тоа е тоа што можеби внесува една нова дополнителна енергија овие скокови на традиционално скочните играчи кои што доаѓаат од Куба. Меѓутоа велеше да се уште се смирени. Апсолутно, 14-14. Не гледам паника, не гледам и ќе биде така нешто што би ги пореметила, и еве ги тие неизнудени грешки. 15-14 Новиски во мрежа. Тие лесни поеми. Бастос ќе сервира. Еден од најопасните во тој сегмент во составот на борец. Алисон Бастос. Одличен прием. Одлично и Лука Ристовски уште еднаш за Вера, кој што повторно шири раце, повторно бара подршка и од соиграчите од публиката. 15-15. Да, го осети Лука дека е расположен Густаво. И мислам дека 90% од топките треба таму да одат добро. И Бошко да, заслужува. Да, меѓутоа ротација. Тоа е тоа. Добре, ако не е Густаво, тогаш ќе биде Ангел. Така. Играчот со број 10. Сервис на Густаво Граносфера. И успеа таму Оливира да
поентира, најпред со прием, потоа и со поен, да го промени. Уште во првиот сервис противничкиот најдобар играч, 16-15. Ке се игра токму Оливира. Прием со прсти на Кубанецот сега. Еве го Бошков. Тоа е тоа што зборувавме. Определбите на техничарот Лука Ристовски ќе бидат главно кај Густаво Голаров Свераин, кај Ангел Бошков, кој што во моментов освои 12 поен, 16-16. Повторно Мартин Јовановски. Претходно направи добра серија на сервис. Ајде, тројот сигурен прием. Незгодно за прием. Не делува така, но е така и 17-16, да. Еве дел од навијачите на Работнички кои нема многу можност во првите два сета да се радуваат. Се уште се тука во играл ситуација. Одлично Петар Поповски таму изблокира. Повторно одличен сервис. Да видиме сега Бастос уште во случајот Бошков. Одличен блок. Два активни блока. Квалитетно поставени. Кај Работнички 18-16. Погледнете колку значат овие сервиси на еден од најискусните во тимот Мартин Јовановски. Тајм-аут за Жабев, вторпат во овој сет. Ја чувствува опасноста. Нервозно, значи тоа нема проблем. Мирно, нема нервозно. Само прием, само дајте прием. Значи без потреба не си имаат 3 поена. 6-5-8-6, 3-0 ни працира. Мирно, само е добар прием. Добар прием, имаме 2 поена поредниче на 7 прием. Една топка ни паѓа на сврски напад и 2 расијане прием. Дајте добар прием. Ајде, Стефане е пол. Се обидел повторно да ги смири своите играчи, но противникот има добра игра. Дел од оние ничии топки успеа да ги освојат од бекарите на Работнички, кои главно во претходните два сета и припаѓа на Да, немаме никакви Борец. промена во играта, дефинитивно. Ете, само малце што по оптерите на, да кажем, нападот зона 4 во екипата на Работнички, и тоа одлично го користат двајцата примачи. Еве, Бастос уште една спасува добра одбрана, задржан 2 пати коректорот. Да, спасува и Жабев сега на другата страна. И уште еднаш двоен блок. Повторно Бастос. Имаше Бастос и троен блок ете, во мрежа. 19-16. Сега под притисок греши бразилецот. Добро, не беше ова можеби идеална позиција. Се соочи со троен блок. Но и со ова водство сега од 3 разлика на Работнички. И натаму извореден, смирен и прецизен во своите сервиси Јовановски. Ево шанса за контра. Бошков спасува Бастос. Не, во целост 20-16. Колку донесе свежина од овие сервиси од Мартин Јовановски. Да, неверојатно, Мартин. да. Но само ми се чини се надогради на многу поквалитетната игра во неговиот тим. Баш онака капитенски. И еве, кога оди Лука Ристовски повторно се смеши. И сега од блокот во аут, конечно промена 16, сега 17-20. да, сега имаме промена ротација на средните блокери. Басаровски оди на сервис. Лепидовски кој што има одличен блок. Јован Чамановсков може да биде задоволен од ова издание во третиот сет, но се уште е борец во игра. Им треба сега нив Зона серија. 4, Бошков. она што го кажав, Лепидовски, Така е. одличен блок. Едноставно знае дека ќе оди оваа топка кај Бошков. Да. Нема многу опции Лука Ристовски, или е тоа Кубанецот, или е тоа Бошков. Генерално затоа што Новески не одигра на тоа ниво. Апсолутно. И веројатно ќе оди на сигурно, да. Видиме сега. Исто. Сега оди на Вера. Густава Голаров Сфера. Пак ќе ги крене рацете. 21-18. Не успеа сега Лепидовски
да изблокира. Заедно таму со Димовски. Ке сервира Лука Ристовски. Претходно имаше еден ас со помош на мрежа. Приема Жабев. Спасува Вера и сега Лепидовски таму. Не дозволува Лепидовски. Ова може да го регистрираме како уште еден блок. Работнички, 19 Борец. Ќе сервира Ивковиќ. Незгодно за либерото. Малце поместен прием. Да, Новески, ова е аут. 20-21, ева сега приклучок. Да идеме ќе барани тайм-аут Манасков. Противникот е само на поен. Негатива, беше 4. Предходниот надпревар, за разлика од предходниот надпревар, овој надпревар имаме интересно што двете екипи многу малце грешат. Сега излече Бошков, тоа е една од двете условно сигурни варијанти кои треба да ја завршуваат акцијата. Мислам дека ова 14 или во поен 22-20. Рековме претходно, се виде уште од самиот почеток и завршницата најизравнетиот сет. И сега блокал од одличен Димовски, капитенски за капитенот. Борец. Капитенски. Убаво подигната топка над глава на Ивковиќ. Димовски за 27-22. Да. Повторно имаме неизвестност. Сега тој е на сервис. Одличен сигурен сервис. Одличен, сигурен. Троен блок и успешен. Да видиме. Бастос префрла. Бастос мора со Чекич да префрли. И натаму трае овој поен. Не успе уште еднаш Вера. Бастос, тој не успе. Оу, најубавиот поен денес. Најдолго Рели. Нема крај на овој поен, се уште погледнете што се случува. И мислам дека видовме се што е убаво од одбикарската игра. И блокови, и смечеви, и спасени топки, и малку фудбал. Одлично, браво, браво за двете екипи, браво. Ги вачките на Борец. Женскиот дел од публиката, сите задоволни, а сега тајм-аут за Јованче Манасков. 3 поени го делат Борец до финале, но 3 поени, ајде сега, ако нема разлика, го делат Работнички до намалување на 2-1. Одлична игра и треба сега само малце следици отворе се, не треба одма промена. Тука идеме поен за поен. Промен една не е. Тешко играат под притисок ние. Ако земе сетов, се подруго ќе биде. Дајте се, ајде! Близко е овој сет да биде на разлика и Дејан Стојанов. Мислам дека ова е убедливо најинтересниот сет што да гледаме во двете полуфинали. Не само на овој надпревар, туку воопшто на двете средни. Не најави некои промени. Тренерот на Работнички од тактички аспект што значи ова топка иде во зона 4, како што најавив. Меѓутоа расположениот Вера, најкратко од сите три имиња. кубански интернационалец Густаво Морос Вера, да. 23-22. 23-22. Да, меѓутоа екипата на Борец од Велес има сега добра линија. Мајците бразилци и одличниот Филип Лепидовски како среден блокер. Да, сервираше Поповски. Але некоректна топка, успеа, браво. Браво. Да, Оливера. 23-23. 23-23. Ќе биде овој сет на разлика, не може да биде повеќе од 2 разлика на крајот. Ќе видиме до кога Лепидовски на сервис. Нормално психолошката предност драстично на страната кај Горец кој води 2-0 во сетови. Ново налет се. 4. Аут.
кога е најпотребно. Ете, таа неизнудена грешка, рекавме психолошката предност. Иако не е готово, меѓутоа пропуштија многу со ова. Можеше да биде чиста диагонал. Повторно Манавско бара тајмаут. Ќе имаат меч топка од бекарите на Борец по овој тајмаут. Идеме добар прием. Значи му се нискине, нема шо да им прави. И му се куси. Не може да сврти паралела. Има паралела, остава 2 метра, а не може шо да ја направи. Друго е кога ќе биде ја работа. Океј, имаш Мичо. Само дајте прием сигурен, ако треба се постави. Ајде! Па од 12-тиот поен до 23-тиот поен сите топки во дистрибуција беа во зона 4. Дали Густаво или Ангел Бошков. Да, сервис Лепидовски, беч топка за финале. И продолжува. Сега паралелата. Не бараше паралелата. Не даде. Густаво Болоносфера, да. 24-24, оно што предвидовме се случува, поен за поен и одиме со сет на разлика. Сега треба придонесот на Миодраг Новески, зборуваме од аспект на работнички, да дојде до израз. Барем од сервис. Овде ќе иде во зона 4, многу јасно, ради слабиот блок. Да, Оливера. Да, Оливера, Саше тоа добро го познава. И извореден смеч. Да. 25-24, втора меч топка, Бастос има одличен сервис. Само да видим дали ќе оди на силен. Промена на блокерската. Одличен сервис, уште подобар прием. И уште една грешка како пред неколку минути, да. Тоа е тоа. Кубанец од Густаво Болоносфера, 26-24 за победа 3-0 во сетови за екипата на Борец. Сосема заслужено, според се што видовме, иако овој сет можеше да оди и на страната на работнички, но овие две на крајот грешки, и тоа како го чина дебитантот во ова надпреварување да освои барем еден сет, а потоа да се обиде да парира на порасположениот ривал. Ќе следува сега заедничкото поздравување, честитки и се разбира радосно од бекарите на Борец. Само да напоменеме, од бекарите на Борец и Штип Угода ќе играат во финалето на Купот на Македонија во одбојка, откако и двата тима славија денес по 3-0. Борец во вечерниот надпревар против Работнички, во првиот сет 25-19, вториот уште поубедливо 25-14. Работнички беше на дофат на третиот сет, меѓутоа на разлика Борец на крајот успеа да слави со 26-24 и да се најде во големото финале. Таму ќе игра со екипата на Штип Угода, која што претходно во првата полуфинална пресметка беше поуспешна од актуелниот шампион Струмица, исто така во 3 сетови 25-17, 25-18 и во третиот најубедливо 25-12. Само да напоменеме дека и утрешната програма во спортскиот центар Јане Сандански се одржи два надпревара, два финални, најпрви во женското финале екипите на Вардар М и Наковски волеј, а потоа во 19 часот и 30 минути екипите на Штип Угода и ГОК Борец. Дејан Стојанов, само како еден краток рекапитулар на ова што го видовме во овој втор надпревар. Па пред се, еве да им честитам и на честитам на победата на екипата на Борец од Велес. Честитки исто така и за пласманот на екипата на Работнички. Борец дефинитивно влезе, како што најавив во текот на цела игра, многу поспирен, многу тактички подготвен. Знаеше буквално смисла што сака и што бара. Она што најмногу ме радува, што мислам дека дефинитивно во машка конкуренција ќе имаме едно добро, интересно финале. Иако не беше направата слика на играта што екипата на УГД, односно Младост Штип, ја демонстрираше, меѓутоа дефинитивно овие две екипи
мислам ќе ни придадат едно право одбојкарско надпреварување, односно надпревара. Да, од ова што го видовме денес, сигурно дека екипата на Штип Угода може би е благ фаворит и поради тие две титули кои што ги има во купот и поради она што е практично непоразена, само еден пораз во првенството. Меѓутоа, Кок Борец ако вака игра во финалето, во борба за титулата, во купот ќе биде многу Купот покажа дека има изненадување. Така да, еве, ќе оставиме да видиме само дали ќе се потврди тоа или ќе се одбрани титулата. Да, што се однесува до женското финале, на еден краток вака коментар по вчерашните полуфинални надпревари, каде што Вардар Рем навистина многу убедливо е доби вашата екипа Газели, а потоа екипата на Наковски волеј имаше мали проблеми, меѓутоа ги реши со еден загубен сет во втората полуфинална пресметка. Па, знаете како, јас кажав и на прес-конференцијата кога беше најавата, нели, за купот, дека ние во текот на првенството две соочувања имаме позитивен скор со екипата на Вардар Рем, меѓутоа, ќе не кажам, Вардар Рем се покажа во четвртфиналето како навистина незгоден противник, елиминирајќи фаворит. Ние влеговме, еве да кажам, премногу со некои емоции, импресии, односно со едно неискуство што го имаме, така да се тоа резултираше за навистина да го одиграме на најслабиот надпревар што воопшто во текот на оваа година може не е во прав момент, за жал. Меѓутоа тоа е, една млада екипа сме, имаме време, ќе напредуваме, така да се веруваме дека имаме ние други можности, други финалиња. И таму исто така, очекувам ако Вардар Рем потврди оваа, да кажам, коректна игра што ја покажа со нас, зашто не, таму може да имаме доста изненадување. Дефинитивно Наковски е исто еден благ фаворит, меѓутоа купот си е куп, покажа дека знае да биде незгоден за фаворитите, поготоа оваа екипа на Вардар Рем. Нека име со среќа честито за двете екипи, па подобриот дека победи. Да, Стојанов сепак е се процес, особено за млади екипи, Абсолютно. како што е за Газели, така например за Струмица, не како клуб, како екипа, ова што го видовме денес, и се надеваме дека сето тоа на крајот бенефит ќе има македонската одбојка, зборувам за репрезентативната и за младинските, а најмногу за сениорските категории и сега, а се надеваме и во иднина. Тоа е крајната цел што треба сите да ја имаат како работници, како тренери, како спортски работници во своите клубови, за да имаме квалитетни репрезентации кои што на крајот на криштата и најмногу афирмираат. Апсолутно се сложувам. Да, она што најбитно еве и ОФМ, односно Одбојкарска федерација, што возможно да направи ваков еден, да кажам, настан, случај го врати во град Скопје, претходно 15 години беше, значи купот се одиграше во други градови, каде што овие играчи, дали во машка или женска конкуренција, достатен навистина добар амбиент, со добри квалитетни надпревари, а се тоа да резултира утре и во репрезентативните настави. Стојано благодарам за стручниот коментар во двата надпревара од денешното полуфинале. Почитувани гледачи, еве полека се одјавуваме од овој надпревар, уште еднаш потсетување, одбојкарите на Кок Борец ќе играат со Штип Угода во финалето, машко финале во Купот на Македонија утре вечер од 19:30. Претходно женското финале меѓу екипите на Наковски волеј и Вардар Рем, двата надпревара со преноси на македонската телевизија. Имајте пријатна вечер. Поздрав и од мене.